Добро дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски. Имам чест денеска мој гостин да биде Бобан Николовски, директорот на Царинската управа на Република Македонија. Добро дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов, ви благодарам на поканата и поздрав до сите гледачи на телевизија Алфа. Директоре, и натаму рушите рекорди со наплатата на приходи. Постигнавте еве минатата недела обелоденивте нов рекорд во однос на наплатата на месечните царински давачки. Точно е. Меѓутоа, од гледен аспект на нас како царински службеници и од гледен аспект интерес на државата, не е поентата тоа што рушиме рекорди. Рекордите еве трет пат поред го рушиме овој рекорд. За нас повеќе битно е во Царинската управа што имаме континуитет на рушење на рекорди. И тоа за мене како прв човек во Царинската управа е сигнал дека сме на прав пат, дека знаеме што работиме, дека го качуваме нивото на професионалност, царинските службеници се пофункционални, по-способно, работно способни на своите места, времето го користат поефикасно, а резултатите се видливи и мерливи. Значи, континуитетот што го прикажуваме е многу повеќе битен за нас како Царинска управа, отколку самото турнување на тој рекорд. Да, трет пат, највисока наплата месечна од постоењето на Царинската управа. Имам точни податоци, во јуни постигнат раст на наплата од 22,5% во однос на јуни минатата година, или 37,9 милиони евра повеќе. 38 милиона евра повеќе во јуни овој месец од јуни минатиот месец. Во буџетот се инкасирани 12,68 милиарди денари, односно 206 милиони евра приходи, при што е надминат досегашниот рекорд кој беше остварен во јули минатата година, кога биле наплатени 12,64 милиарди денари. При тоа бележиме наплата по сите скоро основи. Приходи од наплата на ДДВ при УВОЗ се зголемени за 26,2%, од данок на моторни возила за 24,4%, од царината за 19,5% и од акцизи за 15%. Оваа прилика би сакал да ја искористам како мотивација до царинските службеници во царинарниците во Скопје, во Битола и во Гевгелија, да ги пофалам затоа што направија енормно добри бројки и еве ги потенцирам затоа. Резултатите на царинарница Скопје 34% раст на наплата на приходи од УВОЗ, царинарница Гевгелија 40% и на царинарница Битола раст 29% на наплата на приходи од УВОЗ. Сето ова не е случајно, некој вложил многу енергија, многу волја, многу анализа, многу размислување, многу преземени чекори за да се стигне до овој резултат, но ќе повторам, она што е најбитно за нас како Царинска управа, а мислам дека е побитно за државата, е дека Царинската управа не само што турка рекорди по однос на месечна наплата, турка рекорди во континуитет. А според мене континуитетот и доброто работење е тоа што ни беше потребно, а еве 2 години веќе измина и ние покажуваме дека сме на еден солиден пат и дека во овој прв мандат од 4 години здравје од Бога ќе ја доведеме Царинската управа на Република Македонија на место на кое што таа навистина заслужуваше да биде. Зборуваме за овие стотици милиони на месечно ниво, на годишно ниво зборуваме за милиарди. Дали е премногу да се каже дека Царинската управа станува еден од најконкретните двигатели на економскиот раст во Македонија? Пред се, Љупчо, многу е тешко да зборуваш за она што ти си го направил, за себе. Секогаш е најтешко да зборуваш за себе или за институцијата која што ти ја водиш. И мислам дека тука ќе се сложиме. Ако кажам дека Царинската управа е таа една единствена и дека само од неја зависи економијата во државата,
мислам дека би било неблагодарно тоа да го кажам. Никогаш не сум го кажал и нема да го кажам. Меѓутоа, морам да кажам, затоа што имам мерливи и видливи резултати, морам да кажам дека тимот, сегашниот тим на Царинската управа, бележи енормно добри позитивни резултати во континуитет, и тоа е она што како Царинска управа не одвојува можеби од другите институции. Меѓутоа, ние сами, како единка, како една институција, како Царинска управа или како било која друга институција како единка, не можеме ништо да постигнеме во однос на квалитетите и резултатите што ги бара една сериозна држава. А јас Македонија сметам за таква. Или барем се бориме да ја направиме таква. Затоа сметам дека сите институции придонесуваат за подобрување на економијата. Што поголем број на институции подобро работат, сврзани меѓу себе, разменуваат информации меѓу себе, ги мечираат, ги споредуваат. Само тој е патот по кој што тој конгломерат од институции може да придонесе за една држава да биде пофункционална од ден на ден. Да, Царинската управа има своји, пак ќе повторам, мерливи и видливи резултати, но никогаш нема да ја издвојам по однос на тоа дека ја држи економијата и сме сами едни и единствени најзаслужни. Не, има многу институции со кои што Царинската управа соработува и јас се гордеам со тоа што гледам дека се повеќе институции своето ниво на работа во интерес на државата го креваат, затоа што се вклучени во конгломератот на институции наречен држава, да не кажам со еден збор. Интересен факт е што го споменавте и вие, дека вие се тркате буквално кажано со самиот себе си, односно оваа гарнитура се трка самата себе си и ги руши сопствените рекорди. Ова што е, споредбата е направена во однос на јуни минатата година. Како би било кога би се вратиле, ако имате податоци или сознанија, 3-4 години наназад, бидејќи сега ова е рекорд кој што го имате срушено, како што кажавте, неколку пати, во ред 3-4 пати. 3 пати, еве сега. А пред да биднат тие рекорди... 3 пати во 2 години. Така. Како било, да речеме, пред 4 години? Разликата во париеве, ако зборуваме. Видете, да. Разликата во средства е енормно голема. Меѓутоа, потенциравте дека се такмичиме веќе се мериме, би рекол, се мериме со резултати, нели, од изминатите години. Кога се мериш со, во наводници, хипотетички кажано, туѓи резултати на иста институција, кога некој друг ја предводел, на некој начин е полесно. Да. Знаеш до кај си, стискаш, туркаш, се бориш, меѓутоа морам најпластично да кажам за граѓаните на Република Македонија дека кога дојдовме, нам не ни беше како ново раководство да ги стигнеме резултатите на претходното раководство. Немаше жар во тоа. Многу едноставна таа задача ни беше. Значи, ги стигнавме тие резултати онака баш во првите 6 месеци. Не да ги стигнавме, туку ги престигнавме и на сите позиции направивме енормно добри резултати. Поентата е што понатаму, кога ќе ги стигнеш и престигнеш резултатите на некои претходни раководства. Што понатаму, што е лајт мотивот понатаму. Многу е едноставно, си задаваме задачи да ги туркаме своите најдобри денови, резултатите од своето најдобро работење, од ден на ден, стануваме со лајт мотив ние да ги полниме джебовите, лични интереси ставаме настрана, забораваме, државата ни е интерес, државниот буџет, граѓаните на Република Македонија, и вака се кажано, можеби сега на граѓаните ќе им звучи премногу розово, меѓутоа морам да потенцирам дека има и лоши моменти, и лоши денови во работењето, дека никој не е совршен во работењето, дека во секое жито има по некое парченце кое што е нели нездраво, но затоа пак има
лек, има начини со кои што ќе се прска тоа жито за да можеме да го подобриме и онака најреално, народски кажано, се бориме од ден на ден да бидеме подобри сами од себе, да даваме максимум сами од себе, како што реков на 14 април на денот на Царинската управа, се такмичиме самите со себе за да на државата и придонесеме максимално. Зошто? Затоа што веќе нема наши и ваши, затоа што не се делиме по верска, партиска, национална, ваква или онаква основа, туку се мериме на оние кои што од денеска во иднина ќе можат да дадат повеќе, да придонесат повеќе и на оние кои што се истрошени, немаат веќе желба и елан за работа од било која причина, но машки е и природно е да дојдат и да кажат не можеме повеќе и за нив има солуција, има соодветно место, меѓутоа мора тоа да го кажат навреме и да не ја кочат иднината не само на институцијата, туку и на државата. Значи, по основ на ова прашање морам да резимирам. Одиме на добар пат сме и одиме со луѓе, тимска игра, луѓе кои што можат и сакаат да дадат повеќе во иднина. Искрено, како ви оди тоа прскањето на тоа куколот во житото или што би рекле народски обелувањето на црните овци во стадото? Има ефект или непоправливи се? Да. Значи, едно од потешките прашања, меѓутоа многу лесно е за одговор, затоа што јас сум дел од Царинската управа од 2008 година и реално го работам тој дел од работата и секогаш искрено зборувам по основ ги знаете и на ова кривинашите прашање. И кривините, да. Не само што ги знаеме кривинашите, мора да бидеме реални. Да. Ова ваше прашање мора да се гледа од два аспекти. Првиот аспект е, рековте куколот во житото. Дали го прскаме, дали го третираме да се подобри? Апсолутно да. И тоа го покажуваат нашите резултати. Значи, за жал, поголем број на царински службеници, наши колеги, веќе не се во Царинската управа во овие 2 години, затоа што направиле соодветни грешки кои што ги чинеле да ја изгубат работата. Не сме гледале наши и ваши, туку сме ги гледале законските рамки кои што биле неиспочитувани и по заслуга секој добил тоа што му следува. Таквиот начин на работа, мислам дека ќе треба да делува превентивно на други царински службеници кои што не треба да ја повторат истата грешка. Од друга страна, секторот за професионална одговорност подетално ја работи својата работа. Веќе не се знае со дојава дека јас утре ќе одам кај Лјупчо во царинската испостава таа и ќе контролирам, ќе ги претресам царинските службеници, нивните возила паркирани, значи нивните фиоки, нивните документи, дека ќе направам детален преглед на целата испостава. Нема веќе таков повик, порано се случувале и такви работи и затоа сега кога се оди секторот за професионална одговорност, оди и секогаш има аномалии кои што реално се заведуваат и се третираат истите царински службеници соодветно на направената аномалија. Пак ќе повторам, нема веќе наши, ваши, црвени, плави, жолти, зелени, нема веќе национална основа ваква или таква, за сите важат истите правила на игра, кој се вклопува во правилата на игра, во законски рамки. Ништо повеќе, ништо помалку. Никој не бара ништо од никого. Само да се почитуваат законските рамки, тоа е правилниот пат, затоа и резултатите се такви. Меѓутоа,
ова е веќе моментот кога зборуваме за царинските службеници. Така. За вршење на наша внатрешна контрола врз нив. Меѓутоа, секогаш постои и друга страна во процесот на многуте царински постапки. Во секојдневните царински постапки секогаш треба двајца. Една царинска постапка ја сочинуваат не само царински службеник. Реално мора да ги кажеме работите, отворено. Дали тоа му се допаѓало на некој или не, народот тоа мора да го разбере, а поготово сите учесници во царинската постапка. Во една царинска постапка не учествува само царински службеник. Туку учествува и царински застапник, популарно наречен шпедитер, транспортер, патник што поминува граница, увозник, извозник. Значи имаме повеќе инспекторати, дури полицијата понекогаш учествува, е дел од царинската постапка за некоја лиценца или такво нешто. И не секогаш виновникот е царинскиот службеник. Денеска имав многу пријатна и суштинска средба со представниците од амбасадата на Соединетите Американски држави и разговаравме за детали за кои што они исто така согледаа дека ние во царинската управа работиме со жар и желба нешто да подобриме. Тие го констатираат тоа. Го констатираат тоа и тоа ми е многу драго, затоа што не е доволно да знаеш ти дека одиш по добриот пат. Понекогаш треба да слушнеш и други мислења, поготово од релевантни фактори, за да знаеш дали си на вистина на добриот пат или она што го зборуваш и она во што ти си уверен е реално. Може столицата на која што седиш, меката фотелја, да те поведе по лош пат. И не ретко се случувало. Неретко се случувало. Затоа добро е да чуеш гласот на народот, да го чуеш гласот на другите институции, да го чуеш гласот од извештајот на Европската комисија, која за царинската управа вели дека сме навистина, да не речам одлични, меѓутоа солидни во имплементирањето на тоа што треба да го имплементираме и како царинска управа, институција, помагаме на Република Македонија, онака предводиме дел кој што ни помага да ги завршиме домашните задачи за влез во Европската Унија. Да резимирам, за љубов, често кажувам за љубов или за кавга потребни се двајца, во царинската постапка учествуваат минимум двајца, понекогаш и повеќе, и затоа и ова првата страна, царинските службеници, и ова втората страна, не треба се гледаат и да се како рогови во вреќа, туку треба да бидат партнери едни на други, и двете страни, доколку ја почитуваат царинската постапка, законот кој што е пропишан, нема да имаме никакви проблеми. Нема да имаме никакви проблеми. Меѓутоа, дел, пак ќе зборам за куколот во житото, мал број, рака на срце, мал број, меѓутоа таков дел постои и од другата страна. И таму треба да се реагира, и таму треба да се влечат одредени потези, и таму треба да се подобрат одредени ситуации, за да дојдеме до стадиум на кој што без никаква критика ќе можеме да излеземе пред граѓаните на Република Македонија и да презентираме резултати. Да не збориме за криминал, да не збориме за мито, да не збориме за корупција, затоа што кога дојдов, првата реченица што ми беше, кога дојдов ко директор на царинската управа, дека ќе пробам да го смениме мајндсетот на царинските службеници. И еве 2 години работиме на тоа, тимски работиме на тоа, имаме успех, напредуваме, не е се розово, имаме уште работа, секој пат може многу подобро, меѓутоа сработивме пеколно многу работи и завршивме многу работи. Тие наши резултати се мерливи, видливи и наша цел, реално кажувам пред сите,
во наредните 2 години и со овие 2 што измина, фактички за 4 години, за еден мандат, Царинската управа на Република Македонија да стане царинска управа број 1 на Балканот. Тимот со кој што работите ден денеска е тимот кој што го наследивте од претходно. Вие не работивте нели нови луѓе, како што кажавте самиот, се обидувате да го смените мајндсетот на оние кои што се нели она куколот или да не речам црните овци, но реалноста вели дека сепак во секоја работа рибата смрди од главата, не е онак што Заев велеше од опашката, и за успесите, но и за лошите работи повторно е главата најбитно, односно нели главниот тим, целата приказка, вие сте менаџерите таму. Е сега, ако ја направиме она споредба што ја направивме на почетокот, дека вие имате огромни успеси, неверојатно поголеми од оние претходниците ваши, да не зборувам за оние 7 години, нека бидат 7-те години пред вас, на што се должи тоа? Дали не ги интересирало, дали не работеле, дали полнеле джебови, дали вие пак премногу работите или пак е комбинација на сите овие работи заедно? Во што е разликата? Ако ви кажам дека воопшто не се занимаваме со она што било претходно, Так. можеби ниту вие, ниту граѓаните на Република Македонија ќе ни веруваат. Одговорно тврдам дека не се занимаваме со ништо што се случувало во минатото, но не се занимаваме наменски со тоа. Зошто? Затоа што немаше да бидеме денеска во оваа состојба во која што сме. Ќе изгубевме многу време, многу енергија и немаше да дојдеме да сме како царинска управа во оваа фаза. Меѓутоа, самото работење за да стигнеме до оваа фаза не доведе да отвориме предмети кои што се од минатото. Так. Значи, тие предмети стојат, тие се тука. И законски сме обврзани да работиме постов на тој и да преземаме мерки. Така да, се што пронајдовме и ни стоеше на пат, а не кочеше, а е од минатото, ние моравме да го процесуираме онака како што го процесуираме, како што облигаторно тоа е морално, законски да го одработиме и не го направивме тоа наменски, што ми е најбитно. Првенствено како човек, а потоа како функционер во висока државна институција, не го направивме тоа намерно, против никого, нити наменски. И тука пак ќе повторам, нема наши, нема ваши. Се што наидовме, а е неправилно, процесуиравме, дадовме на органите на прогонот, дадовме на обвинителството, од тука натаму нашата работа е завршена. Се надевам дека сите ќе завршат во законски определен рок и ќе завршат онака како што законот налага. Како ќе биде тоа, ќе кажат другите органи, меѓутоа ние нашето го преземаме катадневно. Наидуваме на работи што се случувале од порано, меѓутоа пак ќе повторам не наменски, туку она што го работиме, а многу работиме, морам да потенцирам, многу работиме, наидуваме на работи кои што мора да ги процесираме и со тоа ја подобруваме и дисциплината, меѓутоа и покажуваме дека не се затрпано во царинската управа, дека работејќи на напред, доаѓаме до работи кои се случувале наназад. На кој што се сопнувате во превод. Апсолутно, Да. апсолутно. Баш така, прав збор. Се сопнуваш, трчаш, се сопнуваш од нешто што се случувало порано, му обрнуваш внимание и доаѓаш до одредена ситуација која што можеш да ја процесираш. Време кога тепихот е премногу наполнет со работи што требало да се извадат, но со сета презумција на невиност, но токму вашиот претходник е осомничен за примање мито, си плати 55.000 евра, сега е во домашен притвор, случајот е во тек се одвива тоа. Ви изненади ли тоа што се случи? Ваш претходник, токму пред вас што беше, поранешниот градоначалник на Карпош Башка, исто е осомничен за примање мито. Мене прво лично и лично вака, меѓутоа и како директор на Царинската управа не ми е драго што тоа се случува. Меѓутоа секој е доведен на позиција за да ја води одговорно.
за тој случај не би сакал да дискутирам, бидејќи имајќи ја предвид презумпцијата на невиност, ќе покаже времето што и како се случувало, да излезе на медиуми, слушнавме, се процесираше и ќе видиме што се случува. Меѓутоа не ми е драго што еден директор, екс-директор на Царинска управа е во таква ситуација и се вовлекол во таква ситуација, затоа што тоа влијае на Царинската управа во народот. Во народот. И ти сега се трудиш толку ти толку се трудиш да направиш нешто, да постигнеш резултати и одеднаш ваму екс-директорот затворен. И сега народот тоа си го генерализира, односно па го користи кој како сака и генерално не ни оди во прилог како Царинска управа, меѓутоа како правна држава пак сосема се согласувам и нема тука ниту лево, ниту десно. Ќе кажат органите на прогонот што и како се случувало, постапката веќе оди, си ги побараа документите, ги дадовме во рок и од тука натаму ќе следиме што ќе се случува. Дали сепак ваков случај, ваквите случаи кои што не се добри за во јавноста, тоа е факт, поради принципот на генерализација најмногу да сите сте исти, а не сте, но како тоа делува во внатрешните редови, во тимот, да не речам, но и поширокото, да како педагошка мерка малку нели некој да си го стави прстот на чело и да рече Одлично прашање, за како делува во внатрешните редови. Така. Прво делува онака. Мислам дека секој помислил. А што ако јас? Мислам дека секој помислил. Да. Секој помислил, и оној што ќе каже дека не помислил, ќе излаже. Верувајте ми. И тоа е добро затоа што делува психолошки. Да. Психолошки делува. Стравот веќе Лојзето го брани. Не само поради тоа, поради таа случка, поради многуте случки што ние ги презедовме како Царинска управа во нашите внатрешни редови, со нашата внатрешна контрола, сектор за професионална одговорност, секторот за контрола и истраги. Значи ние преку 213 кривични пријави имаме само во првите 2 години, мислам да не... Така, петкратно е зголемен во однос на просекот 2017-2024. Така, да. 5 пати, значи 5 пати е зголемен од просекот на 2017 до 2023. Значи 5 пати. Не е мала бројка, огромна бројка е, ама бројката, кога ја анализираш како да дојдеш до таа бројка, мора да согледаш дека многу работа, многу труд е тука, многу енергија е вложена, многу анализирање. Така да, тоа е од една страна, делува психолошки, меѓутоа, не сите се опаметуваат. Не сите. Не е школа за сите ова. Нема, има упорни. Така. Има упорни луѓе кои што и втората работа што сакам да ја потенцирам, а се однесува на истава точка што ја дискутираме во контекст на тоа, ако таа случка и другите случки што сме ги повлекле како чекори и завршиле со кривични пријави, сметаме дека ќе делуваат превентивно на други луѓе и дека мотивирачки на некој начин ќе делува да се подобрат. Има друго делување од страна на јавноста каде што царинските службеници прават енормни резултати. Енормни резултати. Пола милион евра во кеш во историјата на Република Македонија не фатил никој од 1991. Од формирањето на Царинската управа, пола милион евра кеш пари никој не фатил од 1991 до ден денес. И сега нашите царински службеници, екипна, тимска игра, професионално одработено, максимално, фаќаат пола милион евра кеш, буџетот се полни за пола милион евра во еден момент и читам на социјалните мрежи, сега ќе си ги поделите меѓу вас. Так. Сега ќе ги украдете. Кај се сега парите? Парите се во Народна банка. Не ги потрошивте, значи, не ги поделивте.
Не. Так. Зошто немало до сега? Да. Ајде да ставиме Да. прст на глава. Зошто немало до сега поломе? Што мислите? Имало, ама ги Мислите немало. дека немало? Да. Ја не можам да тврдам, ама можам да ја отворам темава. Зошто немало до сега? Може би имало и повеќе. Так. И фатено. Ама фактички никој не процесуирал пола милион евра, ние процесуираме пола милион евра и процесуираме 120.000 фунти на аеродром и процесуираме 80.000 долари на аеродром, мислам, значи функционираме многу попрофесионално. Се можат да ни кажат, ама да ни кажат дека сме полоши од порано, не може. Можат само да ги гледаат бројките, да споредуваат и така, да не плукнат како царинска управа, што не мотивира. Мене тоа ми е, што царинските службеници ми ги демотивираат. Јас правам се да ги мотивирам, а ти, наместо да кажеш на социјалната мрежа, браво, царинска управа, секоја чест, продолжете така. Па тоа го чита тој колега што драго ке му е. Ако не можеш да го наградиш повеќе од 9.000 денари зашто фатил пола милион евра, напиши му таму една пофална реченица, како македонец, како државјанин кој што ја почитува својата институција царинска управа. Некој те штити тебе, браво дечки. Да. И ти му велиш, сега ќе ги украдете, кај се сега парите, а? Так. А колку ви поминале? Да. Колку поминале? Поминале, Господ го знае, дали поминале, прашалник е тоа. Меѓутоа, еве, ние сме први што фативме и процесуиравме. Значи, апелирам да не подржи граѓанството, народот, учесниците во царинските постапки, да не подржат, да ги подржат царинските службеници, затоа што оние вистинските да ги подржат. Оние што ги збориме дека има кукол, нека ги пријават. И ќе видат како остро и жестоко ќе реагираме. Тоа ќе биде мотивација за едните, а санкција за другите. И сметам дека и покрај сите добри работи што се случуваат во царинската управа, сметам дека и санкциите, меѓутоа и наградите, мора да смениме правилници, некои законски рамки, да ги покачиме. Да ги покачиме. И едните и другите. Да, и едните и другите. И санкциите по количина и обем, и наградите по количина и обем. Затоа што едните заслужуваат едно, другите друго. Фаќаш пола милион евра, добиваш награда од 9.000 денари. Некој за пола милион евра ќе те отепа и тебе, и фамилија, и све. Добиваш 9.000 награда. Мислам дека тука мора да се подобриме. А за оние што куколот, за нив, уште поголеми санкции и уште поголеми на обем санкции зборам, и мислам дека од ден на ден ќе бидеме многу попрофесионални и еден ден ќе се изнивелираме и веќе нема да разговараме вакви теми, туку ќе разговараме само за нормални теми. За теми кои што само за теми кои што ова нас ни е работа. Сега јас доаѓам у емисија и треба да разговарам и да објаснувам за нешто што ми е работа. Ова ми е работа на мене. Да правиме, да работиме во име и за сметка на државата. Тоа ми е работа. Морам да кажам дека одредени функционери, да не кажам, велат, отидов таму, направив тоа и тоа. Плата зимаш за тоа? Зимаш плата? Зимам. Тоа ти е работа. Тоа ти исто ко леп кога пече пекарот, Да се фали дека оваа вечер испекол толку леп и пуштил во употреба да се продава. Да не бев јас. Ќе умрете за ядење. Значи, мора и тие работи да збориме само за нормални работи. За нормални работи, меѓутоа многу енергија треба да посветиме сите. Ја апелирам највеќе до граѓаните. Без граѓаните, ако не се поддршка на институциите,
тешко ќе оди работата. Меѓутоа, ако се тие поддршка, ако се партнер на институциите, сами на себе ќе си помогнат. Ама да не го гледаат личниот интерес. Да не го гледаат само личниот интерес. А кога една институција работи и конгломератот што преска го зборев, кога работи конгломератот на институции за граѓаните, за сите ќе биде исто. Подобро ќе биде за сите. Одеднаш ќе биде подобро. Да, ќе треба време да дојдеме до тој стадиум, меѓутоа тоа ќе се случи. Само треба да веруваме и жестоко да работиме на таа тема. А тоа ќе се случи. И во Македонија тоа ќе се случи. Реално го споменавте и вие самото тоа, но еве повторно една не дигресија, но споредба со претходникот кој што беше пратеник, шарен револуционер, градоначалник и најнаш се најде во царина. Вие сте човек што сте многу години во царина. И сега колку и ова куколот што го велиме се предомислува во случај да им текне нешто да прават, кога ќе размислат со кого си имаат работа, со човек што ги разбира сите, како што кажавме, кривини за фрканци што ги правеле, сте ги гледали и колегите и се, нели? Како резултира приказката и со ова, со тоа што вие сте од оваа фела. Ги знаете сите работи, наспрема, еве, човек изваден од некаде, партиска награда, еве ќе те наградам, ќе видиш директор на царина, ти немаш поим, ќе те мулјаат, ќе те мачкаат на леп, ќе те фарбаат, а ти си паднат од Марс, за разлика сепак од човек кој што ги поминал сите, нели, нивоа во приказката и ги знае сите работи. Не можам да кажам дека не е олеснителна околност, апсолутно многу значи да ја работиш работата која што ја работиш од почетокот на својата работна кариера и да дојдеш до стадиум да ја водиш таа работа во државата, морам да признам дека е олеснителна околност. Меѓутоа има и друга страна од приказната. Потешкотијата е во тоа што мораш да балансираш и да мериш и да постапуваш по закон со луѓето со кои што до вчера ги знаеш и си работел со нив. И точно знаеш каде е црвеното, каде е зеленото, каде е линијата, што се може, што не се може, до каде се може, што е, каква можност е да се помогне, а да не се, законот да не се прекрши. И ти ствара, како на човек, ствара тежина. Ствара тежина, меѓутоа дека многу е од корист. И нормално е, ги знаеш постапките, знаеш, си работел ваму, си работел таму, си од најниско ниво си тргнал, си одел од граничен премин Пелинце, цариник, па царински водач на смена, па на ДВ Бајер, па на Табановце, водач на смена, па шеф на ДВ Бајер, па шеф на Табановце, па сум поминал и железничка во некои други времиња. Претходно еден од поуспешните шефови, можеби најуспешниот, доаѓа, се менува власта и од 3 години најуспешно Табановце како по методологија на царинска управа зборам, стига решение и те ставаат на железничка станица со едно куче, со едно маче 12 сати да седиш. Казнена единица, не те употребуваат. Сега јас тоа не го практикувам, не го правам, јас правам тим, затоа што царинската управа ќе биде подобра, а јас ќе бидам уште подобар, нели, како прв човек на царинската управа, затоа што ќе направам тим од луѓе кои што се подобри од мене. Не сум јас најпаметниот во царинската управа, ниту сум најдобриот царински службеник. Има луѓе, прави професионалци што си ја знаат работата во царинската управа и јас ги сакам околу мене. Не се окружувате со нешто вика да шефе, медиокритет. И сакам и инсистирам, без разлика, пак ќе речам, на наши и ваши, а тоа може да ти го потврдат сите. Без разлика на наши, ваши, без разлика на вера, националност, вака, така. Значи, правам тим овие 2 години, полека, не оди тоа лесно, морам да признам, не оди лесно, меѓутоа правам тим кој што е се подобар и дава резултати. И имам грешки во тимот, приметувам дека едни се подобри, други се полоши од најразлични причини. Меѓутоа, мораш да менаџираш и мораш да бараш луѓе кои се подобри од тебе, за да имаш добра институција и да бидеш најдобриот на крајот на криштата. Ако си себичен и ако првенствено зборуваш јас, па јас, ништо не би во таа работа.
а од тебе уште помалку ќе биде нешто. Само тимска работа во царинската управа, па и царинската управа не сама потенцирав, него конгломерат од многу поврзани институции во државата, само така ќе имаме успешна држава. Дел сте од највисокото тело на ВМРО ДПМН, од извршниот одбор, односно извршниот комитет, се извинувам, од неодамна. Дали тоа не ви пречи во поделбата на, нели, наши и ваши? Мене тоа не смее да ми пречи. Так. Мене тоа не смее да ми пречи, ако ми пречи, јас не сум за таму. Ја не сум за таа функција. Дури не сум и за двете, ако тоа ми пречи. Так. Значи, мора да правиш дистинкција. Мора да се победиш сам себе. Прво, сам себе да расчистиш, сам со себе, да направиш дистинкција. Ова е државата, ова е институцијата, ова е партијата. Ја ги сакам и двете. ВМРО ДПМН ја сакам, затоа што сум израснат таму, затоа што ја сметам за една и единствена партија која што ги брани интересите на Македонија, но институцијата ја сакам пак затоа што сум вработен таму. Прво моје вработување 2008 било таму. Сум раснел од најниски рамки, по скали сум се качувал, сум дошол до највисокото, но никако не смеам да си дозволам да ги измешам партијата и државата, функцијата со партијата. Работам и за двете, давам максимум од тоа што го можам и умеам, и за партијата, меѓутоа и за институцијата. Додека сум на работа, знам кој сум, потоа знам кој сум и што работам, и драго ми е што така функционирам, и ете, несебично ќе кажам, даваме резултати и ваму во партијата, но и во институцијата. Дали сепак еве и ова што се случува на полето на професионалното на директорувањето со царинската управа е дел и од приказката за патот на успехот и кон успехот, со тоа што станавте дел од извршниот комитет, со тоа што покажавте како треба да се работи во една царинска управа. Дали сепак и тука се поврзани работите? Мислам, професионално гледано, партијата се ги цени своите најдобри реално. Видете, на ова прашање ќе треба да одговори сепак премиерот, односно председателот на ВМРО ДПМН, господинот Христијан Мицкоски. Да, егоцентрично малку да. Тој ме предложи мене и за член на извршен и за директор на царинската управа. Јас се чувствувам горд на таа негова одлука и на негов предлог и се надевам дека сум ги задоволил критериумите и очекувањата и во двете. 2 години како директор на царинска управа, неколку месеци како член на извршен комитет. Се надевам дека и таму ќе ги оправдам очекувањата, меѓутоа сепак прашањето не е за мене. Така. Имаме уште теми за отворање, ќе зборуваме за нешто што не се случуваше, за оние заплени, за салоните, за убавени, нешто што е многу тренди и ин, ќе зборуваме и за новитетите како истраги за акцизни стоки што го немаше во минатото, за оние потврди на меѓународно ниво довербата што се засилува. Со нас е Боба Николовски, директорот на Царинската управа. Се враќаме веднаш по рекламите. Останете со нас. Се враќаме во За или против. Мој гостин е директорот на Царинска управа Боба Николовски. Зборувавме за многу работи што се случуваат во царината. Во меѓувреме се случија многу заплени на здравствени материјали, односно медикаменти, помагала, медицински инструменти, едно осетливо многу поле и можеби нешто многу уште поинтересно од аспект на оние тренди движења, запленивте еден куп на материјали од савони и односно наменети за савони за убавина. Испадна дека користеле се и се што да не зборувам што се бризгувале во луѓето, но еве се случи такво нешто што повторно е некој новитет. Такви работи не се случуваа во минатото, работите минувале. Зборуваме за многу количински гледано средства. Јас реков да не се занимаваме со минатото, затоа што немаше да стигнеме до овдека кај што стигнавме, меѓутоа морам да потенцирам дека констатацијата ви е точна. Само во последниве 6 месеци, значи само годинава, 12 случаи, во 12 случаи откривме обиди за шверц
и запленивме над 27.000 парчиња лекови и медицинска опрема. Секој момент се грижиме за здравието. Тоа е доказ дека ние, освен за буџетот на Република Македонија, ја докажуваме и она наша друга функција на Царинската управа, да се грижиме и за здравието на граѓаните. Малку луѓе тоа го перцепираат така, меѓутоа, замислете, тие лекови, кој ги знае какви се, и тие ботокси, и тие инекции, да стигнале на пазарот во Република Македонија. Кој знае какви штети би предизвикале по здравието на граѓаните на Република Македонија. Тука ја констатираме и втората улога на Царинската управа, а како доаѓаме до тоа? Доаѓаме до тоа затоа што анализираме многу повеќе, разузнаваме многу повеќе, слушаме многу повеќе. Што се случува во државата, кои се потребите на криминалот во наводници, слушаме што се случува во регионот, следиме цени на исти производи тука и во странство, посебно во околината, и носиш одлука, се насочуваме тука, удираме и правиме резултат. Звучи едноставно, но е многу тешко, затоа што да дојдеш во таква ситуација, во 6 месеци, 12 погодоци да имаш со волкава количина, не е едноставно. Во првиот случај приведени 5 лица, меѓу кои собственичка на салон за убавина, а во вториот приведени доктор и медицинска сестра кои работат во државна клиника. Интересно е што во овој вториот случај доктор и медицинска сестра сакале да прокриумчарат вкупно 199 вијали со ботокс, со вкупна вредност од 615.000 денари. Ги пуштат по поштенска пратка и ги декларираат со вредност од $80. Не секој дневно е, меѓутоа тој што работи, царинскиот службеник таму, добро анализирал, почнал да гледал добро, гледал детално, почнал да се распрашува, ја отворил Пандорината кутија во наводници и што ќе види. Меѓутоа, не застанува тука, продолжува, контактира наш друг сектор за контрола и истраги. Секторот за контрола и истраги ја анализира ситуацијата и продолжува. Ние сме можеле тука да запреме, меѓутоа ние продолжуваме и доаѓаме до организаторите. А тоа е многу битно денеска, да ја завршиш работата до крај. Секоја работа не е завршена работа доколку е завршена. Секоја работа е завршена работа само доколку е завршена до крај, најпрофесионално. А оваа наша работа е завршена до крај, професионално. By the book, што викаат американците. Тоа е разликата од сега и од порано. Значи, околу 200 луѓе би примеле, па би биле жени најчесто, кој знае што, а би мислеле дека ставаат ботокс во превод, така непроверено, тотално, апсолутно. Ја не сум верувал дека толкава заинтересираност има после случајот. Да. И во медиумите, меѓутоа и од луѓе онака прашуваат кои се овие, луѓето користеле тоа? Да. Користели, сега се испоплашија, од каде ставале тие, кои користеле, нивните сопруги. Се разбуди свеста, значи. Се разбуди свеста. И сега се распрашуваат. Двојна добивка. Така. Една работа, друга која што се случува во тек и една истрага повеќе месечна колку што знам, зборуваме за нешто што го немало во минатото, опсежна истрага за акцизна стока. И ова е новитет, би рекле така. По ова не би требало да е новитет. Жално е што е новитет и ова го спомнавме поодамна, бидејќи почнавме да работиме на нешто. Секторот за контрола и истраги работи на случај кој што е поврзан со акцизна стока. Детали нема да можам да кажам затоа што е во тек. Меѓутоа можам слободно да кажам дека работиме на нешто како Царинска управа, зашто ниту едно раководство на Царинска управа не се усудило да работи порано. Дали немало интерес да работи, дали не ги интересирало, не знам и не можам да тврдам. Меѓутоа, дали па државата немала интерес тоа да го чачка и да го работи. Меѓутоа, ние како Царинска управа, од нашата влада, од премиерот Христијан Мицкоски, имаме одврзани раце да работиме на секој план, но по закон. Строго по закон. И ние тоа го почитуваме и така ни е најлесно.
така ни е најлесно, ние сме на чисто, нема наши и ваши, пак ќе повторам 10 пат, нема наши и ваши, меѓутоа има резултати. Има резултати. Мене никој не ми се јавил да ми се на телефон и да ми каже директоре, аман дај да помогнеме. Нема да ви се верува. Немам такви позиви. Немам такви позиви. Знаат дека ќе ударат во статива? Статива. Така. Статива. А таа статива после ќе го смени мислењето за самиот тој што се јавува за него. Така да тука сме на чисто и Така. многу ни е полесно вака. Стекнувате доверба и на меѓународно ниво, но еве, каква е токму улогата на Царинската управа во однос на битката со транснационалниот криминал кој што не признава и познава граници? Можем да кажем дека за она што го констатиравте дека веќе на меѓународно ниво сме препознатливи како држава пред се, А не бевме, за жал. А не бевме, а потоа како Царинска управа, која доаѓа од држава Република Македонија, сме веќе препознаени првин во нели окружувањето наше, а се повеќе како тече и како оди времето и во Европската унија и надвор од неа. Контактиве што бевме вчудоневидени како ги немавме до сега, откако дојдовме како ново раководство. Почнавме, не оди тоа преку ден, почнавме да се приближуваме до нашите соседи, царинските управи на нашите соседи, да стваруваме средби со нив и сега имаме одлични контакти со сите и одлични односи со сите земји соседи, со сите земји од Вестреп Балкан, меѓутоа и со многу царински управи надвор од Балканот. Земји царински управи членки на Европската унија. За пример, можем да кажам дека утре заедно со трите највлијателни стопански комори и со Макам Транс, представниците на транспортерите во Република Македонија и тим од Царинската управа утре тргнува за Хрватска, каде што од спротивната страна ќе не чекаат директорот на Царинската управа на Хрватска, нивните стопански комори и представниците на нивните транспортери, каде што за прв пат мислам дека ќе отвориме прашања како да си помогнеме тет-а-тет како земја која што е како царинска управа која што доаѓа од земја Европска унија на царинска управа која што е вон Европската унија, но е кандидат за Европска унија и обратно. Хрватска на Македонија, Македонија на Хрватска. Со Хрватска имаме покрај другите, меѓутоа со Хрватска имаме навистина одлични односи и ова што го правиме сега е резултат на средбата кога хрватската делегација доаѓаше во Македонија во Царинската управа и таму направивме доста заклучоци кои што досега некои се веќе реализирани, но ова ќе биде еден конкретен кој што ниту едно раководство на Царинска управа од Република Македонија не го направило ова за своите транспортери и за своите стопанственици, за стопанските комори. Морам да потенцирам дека сум убеден дека обостраната корист на стопанските комори, на стопанствениците и на транспортерите и на македонците и на хрватските ќе биде огромна, затоа што покажуваме дека од посетата на хрватската делегација до сега не помина многу време, месец и нешто, 2 можеби максимум, не ме фаќајте за збор, сето она што го ставивме на хартија почнува да се реализира. Не стоиме, не ги оставаме работите на хартија, не одиме да се шетаме во Загреб. Одиме да работиме и да сработиме нешто за нашиот бизнис сектор, за нашите транспортери, за нашата економија. Тоа ни е поентата, тоа е наша работа и се надевам дека успешно ќе ја завршиме оваа посета.
Нема да ве задржуваме затоа што колку што знам во Мугрите тргнувате кон Хрватска. Така. Ви посакувам добар среќен пат, но и успешен пат и благодарам што бевте мој гост. Ви благодарам за поканата и поздрав до сите гледачи на телевизија Алфа, нека останат да ги следат вашите програми. Ви благодарам, ми беше чест. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.